Поштовани, добар ден, еве сме на почетокот од емисијата Очи во очи на телевизија 24. Темата за која ќе зборуваме денеска е повторно правосудството, но еве со надеж дека можеби нешто ќе се поправи. А од каде треба да се поправи? Па од таму од каде што всушност се контролираат или би требало да се контролираат сите работи во правосудството. А тоа е Судскиот совет. Судскиот совет е токму таа клучна институција која треба да ја обезбеди и да ја гарантира независноста на судството. А за жал во изминатиот период Судскиот совет се чини некако не успева да го обезбеди тоа, барем гледајќи според резултатите. Така да ако сакаме да ги смениме резултатите, треба токму оној кој ги организира работите, а тоа е Судскиот совет, да се организира. Сега со оглед на тоа што и тоа организирање изгледа не оди како што треба, еве токму значи како резултат на тоа се подготвува нов закон. Всушност тој нов закон или сите оние неправилности, не сите, но дел од нив беа и нотирани во извештајот на Европската комисија, во кој беа дадени 40 препораки. Овие 40 препораки се земени и предвид од работната група, која го изработи овој предлог закон за Судскиот совет. И сега, истиот овој предлог закон денеска е пред Сдруженијето за кривично право и криминологија на Македонија и пред Центарот, во исто време, Центарот за стратегиски истражувања, кој е пак дел од МАНУ, Македонската академија на науките и уметностите. Тие одржуваат научно-стручна расправа токму по предлог законот за Судскиот совет, при што треба да се истакне дека, или барем еве како што се наведува во соопштението од Сдруженијето за кривично право и криминологија, со новиот закон би требало да се надминат сериозните недостатоци кои беа детектирани во пракса. Да се утврдат рокови за постапување на Советот за работите од негова надлежност. Понатаму попрецизни критериуми со поимот истакнат правник. Се знае точно што е тоа истакнат правник, не е само истакнат и се е кажано. Го познавам и тој супер ќе работи. Готово. Туку конкретно да се излезе со спецификација. Или, да речеме, исто така одредени процедури за разрешување на председателот на Советот, да речеме. И така натаму. Сето ова, значи, во рамки на Законот за Судскиот совет е и дел од еден од многуте закони од реформската агенда, барем како што ни соопштуваат, и истиот треба да биде усвоен кон крајот на јуни оваа година, значи многу скоро. Еве оваа научно-стручна расправа треба да ги дофинишира можеби тие корекции, а откако би се усвоил овој закон, по него би требале да бидат усвоени и нови закони и решенија, како закон за јавно обвинителство, закон за судови, закон за судски буџет и така натаму, што значи дека ова е всушност столбот, носечкиот столб, и токму од таму и се почнува, како што е Судскиот совет, на сите закони на реформската агенда по однос на правосудството. Така да се почне од Судскиот совет, а потоа тој, токму како таа клучна институција која би требала да го прави тоа што очигледно може би го прави, но нема влијание тогаш на судовите, тие тогаш поинаку прават, така да се едно, дали прават или не прават, штом нема резултата, се едно сосема, а тоа е обезбедување и гарантирање на независноста на судството. И понатаму, значи, сите други закони во рамки на таа реформска агенда би требале да направат промени во реформите општо во правосудството. Така да ете, суштината е всушност да се почне од главниот човек.
односно институција, главниот човек, сликовито кажано, да се смени, да се сменат, односно определат точно со новиот закон и прецизираат сите околности под кои ќе постапува таа главна институција. Значи се работи директно на, да речеме, главното одговорно лице, односно субјект. Во случајот тоа е судскиот совет, кој повторно не е едно лице, туку се повеќе лица, па ги прави работите уште комплицирани. И до толку повеќе треба да се стриктно прецизира, еве вака ниту може, ниту именување, ниту разрешување, кој како што прави, не знам, за јавност, без јавност, исклучуваат медиуми, вклучуваат, во Господ веруваат, а на суд се председатели. Мислам, хронологија на нас, ако се направи, веднаш ќе побрзате. Зашто станува збор. И што нормално не значи дека не треба човек да верува или дека не може да верува, но од позиција на која е мешање како ете ние денеска, дали се меша рај пекол, за тоа што се кажало, односно што се размислува. Во таа смисла. Така да ова е темата денешна, дали овој нов закон, но се уште значи во фаза предлог закон, но до крајот на јуни еве сега да се искристализира на оваа научно-стручна расправа, што повеќе ете и Ману е тука вклучен, и ако биде усвоен од предлог закон ќе стане нов закон за судскиот совет, како основа за надминување на тие сериозни недостатоци во праксата на правосудството и како основа на реформската агенда, пошто, како што кажав, ќе уследат и нови закони и решенија. Ете, тоа е темата 6091 924 925. Почнуваме со првиот учесник. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете, дали се слушаме? Добар ден, имаме ли некого? Ало, добар ден. Добар ден, поздрав, ве слушам. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав, повелете. Да ти се јавам од пеколот. Ама немој, добро, жешки се температурите, разбирам, ако немате клима. Не се плашам од пекол, пошто таму ќе нема место. Би требало по некоја логика, овие што го потржуваат СДС-ите да го пополнат, така да ќе нема за нас место. Гледаш како... Треба резервација однапред изгледа, Да, пошто така ќе биде преполнето. Гледаш, луѓе кога немаат аргументи, ме радува кога вреѓаат, затоа што само со тоа покажуваат дека немаат аргументи, да ти се спротивстават со факти, со аргументи и почнуваат да вреѓаат, да колнат. Тоа само уште еден показател дека си во право со дискусиите. Тоа дури и ми импонира, значи, све ги погодувам работите. Што поише вреѓа, се поише ги погодувам. И тиме да го поздравам исто тамо. Гревата е човекот има дома стручен, човека не бара помош. Очигледно дека му треба стручна помош. Најпријателски го советувам, нека си побара стручна помош, дури не е касно. Ова за судскиот совет е само основа. Основа која не е доволна. Значи, со законите може да се створи основа, да се создаде, да се регулира таа проблематика. Меѓутоа, дури кадровски не се направат промени, нема да вреди. Не може ти со истите луѓе да бараш нови реченија. Но ете и со овој закон актуелниот и не може ни да ги правите, гледате. Не е дефинирано, ни истакнат правник, ни ништо, критериуми и слично. Па затоа викам, ова е добра основа да се тргне. Така. Во добар правец во расчистување на состојбите. Што вика, математиката има потребен, но не е доволен услов. Значи имаш потребен, ова е потребен услов, но не е доволен. Вториот услов кој ќе се исполни, кој ќе се пополни со нови кадри, тогаш ќе можеме да речеме дека е решен проблемот. Јасно, да, ви благодарам, ви поздравувам. Тоа веројатно би било како потребна ни е храна, но ја немаме доволно. Веруваме во тој контекст, така да и ова ни е потребно, но не е доволно за да биде како што треба. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Па еден по друг, повелете. Пријателот мора ја по пријателот да се... Како овако? Ете, чим де човек нема аргументи...
Па не може по-блиски Да. ако еден до друг вака еве постојано заедно се јавувате и сега учествувате. На пријателот да му кажам како функционира судството. Што сака да прави ДПМН. ДПМН кога ги доби градоначалниците избори, уште од одма почна реформи да прави у судството. Знаеш која е второстепена комисија каде што граѓаните се жалат за градоначалникот како работи. Таму си ја заврши работата. После управен суд. Исто, и таму си ја заврши. Па ја добија власта, па сега што сакаат ќе си прават. Они сакаат цела држава фактички да ја освојат. Сите институции да ги имаат у своји раце, што не е добро нити за демократија, нити за народот. Ја тоа како функционира судството? Ја тоа сум го кажал. Секој градоначалник, секој министер има по 20-30 телефони од судиеве, обвинители и да не се лажат граѓаните, да го знаат тоа. Ја искрено кажувам за граѓаните, за народот, а не за он се збори за партијата. И одма му се јавува на судијата за нешто, за некој предмет, одма се јавува на судијата. Или обратно, судијата се јавува. Ние никој пат нема да имаме правна држава. Нека биде здрав и жив, нека не иде у пеколот, добро. Ама ќе го доживее тоа. И ова што го зборат, ова ќе за 5 месеци, 6 месеци више ќе се види. Поздрав и со пријатно. Благодарам, ве поздравувам, но добро, има некој, ако има, тогаш што и запишува и одлучува кој каде. Ако нема, сите на исто место. Но, тоа се работи за кои не треба да се оптоваруваме. Напротив, ние постапуваме и треба да постапуваме онака како што мислиме дека е добро, дека е исправно, а тоа што, каде, како и дали, нека му ја мисли друг. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, добар ден. Се слушаме. Се слушаме, да, повелете. Исо, како може само ние да се јавуваме, све први ние. Ние способни. Ние во образованието, во факултетот, све први. А оние што не може да подлага, што не доврши, што не во работата, што не се способни, никако да дојдат први. И што ни правиат сега? И тука, да не се јавуваме ич. Немате работа вие. Ајде да почнем за судите. Да. Судите 98% ги кажа дека не се суди. Треба да се затварат. Мито. Еден знам судија затворија, кај беше тоа, Штипли, не знам кај беше. Или тука во Скопје. Судите, адвокатите, за мала ситница да копат компири, да се затварат. Тога ще се исправи судството. Иначе вака не оди. Мицковски гледам, повлекува некои потези, сака нешто да направи. 100 пати сум го повторил, пак ќе го повторам. Мицковски, исправи се за државава. Немој кошта, тој ќе го причекувал сега голема работа. Кажи на бугарите устав, крај. И да ги внесат пресудите, да видиш дека Европа ќе не прими одма. Да застани за то. Устав вие. Пресудите внесете ги, поше разговори нема со вас. Тога ќе влеземе во Европска унија. То не можам да го сретнам, да го посоветувам, да му кажам. Кај му е патшето? Широко патше има, не знае да го искористи. Што берегла лево-десно? Шанта, оди право директно. И крај. Ја не можам да ги сватам, не можам да ги разберам. Судиве, ја метла би ги направил. Адвокатите, за сламка што ќе пипни лисиците на раце. И на нозете лисици ќе ставам. Тие го кварат општеството, тие растурат државата. Убиец го брани. Како ќе... Ви благодараме, ви стече времето. Поздрав, до слушање. Повелете, кој ни е следен? Ало, добар ден, Гошисо. Добар ден, почит до вас, повелете. Еве ја денеска прв топ меѓу трите. Така, тројцата, во топ. Како се вика тоа, во топ трите. Ете. Тројцата мускетари, сега еве и четвртиот, па...
овие мисля доста им беше овие определени политички го напаѓаат рибарот и така натаму. Јас се сложам со рибарот затоа што деполитизиран. Оствари сум гласал и за едни, за други, меѓутоа изневерен сум за едните и други. И тоа од праксата ми кажа дека се додека во Македонија не се промени системот, се додека Македонија не дојде нека експресна влада и како што вика еден од Словенија, од било која странска земја, да видиме малку по юрисдикција не 10 на години додека не се среди правниот систем, правосудството, судството, додека не се сите овие корумпирани политичари досега и сегашните с кои се сите меѓу себе, никаква завршница досега ни судот и обвинителните акти имале завршиле. Све се тоа довело само на сомнение, на обвинение, на расправи, на судски расправи, ништо друго завршиле, никакво ништо, никој не вратил некој, како што вика СДС Бројчани кој ќе врти на капијата назад, нити Бројчани ќе вртит, нити Груевски ќе го вратат, нити некој па покрева да го вратат, нити него, нити овие од Смилковско езеро, нити Зарабејовски во Србија што замина одавно, нити овие што во Дубај што имаат згради и куќи и така натака не нашто има како имат. Значи се до тогаш, додека не дојде нов систем, нова влада, нови млади луѓе кои не биле во ни на партија до сега поддржувачи, за ништо не биле. Ако се сега во партијата и на власт, тие били поддржувачи за лични интереси. Сите се за лични интереси борат. Кој некој навиваат затоа. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Кој знае, може би беше грешка со тој Бројчаник што го подесија да се враќа наназад. Наназад не може да се врати времето. Ако тргнеше наназад, и времето ќе тргнеше наназад, па се ќе почнеше да се враќа наназад и мртвите да излегуваат наназад од гробовите и ние да стануваме помлади, а тоа не може. Може само нанапред. Така да Бројчаник да, но Бројчаник минус толку е и оди напред, колку се враќа. Назад не може да се врати ништо. Како и да е, еве, да бидеме сериозни, но навистина суштината е дека не треба да се прават работите наназад, треба да се поправат. Нема што да се враќа назад. Затоа вело ми како пристап ми се чини несоодмено да се врти назад Бројчаникот. Па треба да се сменат работите, да се поправат. Не може да не ви работи некој уред, ќе го вртиме ние наназад да се подмлади, па ќе почне да работи. Ако е расипан, мора да се утврди која е причината, ако е болест, што е, како е, да се коригира, да се примени нанапред. Терапија, лекување, замена на дел, да се префарба, да се закрпи. Нема што наназад да се враќа. Значи, тоа е, состојбата е таква, во минус сме. Како да ги поправиме работите? И само со таков пристап затоа, дали е нов закон, судство, во судство, за што и да е реформа, да биде насочено во насока на поправање на сите тие недостатоци, обштествени, политички, кои да се и кои се одразуваат, впрочем, на целокупното функционирање на државата, корупција и така натаму. Инаку што ќе враќаме наназад сега колку се замотало да го одмотаме, не туку да се открие, да се разоткрие, да се казни, дополнително да се наплати и така натаму. Нема што овој земал, ба сега врати му ти назад, ќе го отчука сега назад и како ништо да не било. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме. Поздрав до вас. Ете ти пројдова Атоспортов си Арамис, ева сега и Д'Артањан на порти. Браво, одлично. Тројцата мускетари беа и Д'Артањан тега. Добро, ние дружина од повеќе мускетари правиме, повеќе од тројца секако, или три. Ајде, па може и авторот Дима ќе се појави од некаде. Еј, Дима Александар, ба да. Да. Гледајќи го овој нашиот академик, како Камбовски мислите, да. Камбовски. Добро избега па. Но не председателот на судскиот совет. Интересно сега да Камбовски академикот со Камбовски за судскиот совет закон. Да. Па ја ти викам дека тој има нешто со тој газ, еден со друг, врзани со тие нешто фамилиарно. Него ми беше друг муавет. Мислам со кој образ излегува Камбовски, големиот академик, кој до пред некое време излегуваше со изјави дека францускиот предлог е одличен, дека треба да се прифати, дека треба да се тоа регулира како што треба. Огромна поддршка
тоа ше вадите снимките ќе видите. Сега тој исти академик е академик на Бугарската академија или на Македонската? Да, не е на Бану, колку што знам. Мислам, не е во моментот, колку што знам, а знам дека е на Ману, да. Што бара тој да се мешка тука математика? Тој нема тука потреба да биде, да ти кажам искрено, овој судски совет не дека ги цена многу, ама право ти кажам, како ика прави нов бунар, ама не плюкај во стариот. Ја мислам дека овој новиот бунар што вие го предлагаат е вовет во некој облик диктатура, ама они само така го образуваат. Диктатура они може да прават само со поддршка на расипаниот Запад. Значи, се додека расипаниот Запад им дава поддршка, тие ќе можат диктатура да прават. Еу вие тука исто ја стават. Еу ја ставате исто во тој расипан. Све. Ајде, поздрав. Поздрав, да, благодарам, затоа што токму како што кажав, оние 40 препораки, тоест критики, нотирања на недостатоците со препораки што да се смени, во таа смисла препорака, не препорака позитивна, писмо на препорака, еве, појди, имаш препорака. Туку напротив, препорака што не ви чини, препорака како да го испратите. 40 препораки од ЕУ што треба да се смени, се земени предвид од работната група која работела на предлог законот, кој сега е пред таа научно-стручна расправа. Така да затоа и го прашав гледачот, значи корекциите на законот се костурот на законот под се изгледа е всушност на сугестии, на препораки на ЕУ. Тоа што е од нив укажано. Дека не чини, сменете го. Така да, ете, кој смета дека е тоа нешто добро, перспективно, може да се надеваме на добар закон, кој смета дека ете, како гледачот, не знам, расипан Запад и слично, и законот тогаш може да очекуваме да биде таков. Повелете, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, почитувани сум. Добар ден, почит до вас, повелете. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав, да. Возвраќам. Па, мене вака сега не ми е јасно што е партиско, а што е непартиско. Нели се спомнаа партии. Еве, да пример, во телевизија 24 гостуваат редовно политички партии. Дали можеме да кажеме дека телевизија 24 е партиска телевизија? Значи, не мора тоа да значи. Или пак, еве, Даниела и Катица Јанева, некои ги сметат за непартиски. А цело време го плукаат ВМРО. Односно, Катица Јанева беше анти-ВМРО и Даниела беше анти-ВМРО. А овие викат дека биле непартиски. Сега, да се критикува само ВМРО е непартиски или е партиски состав? Стварно вака, малце не ми е јасно. Или да речеме, еден гледач рече од редовните, абе не можам да се сретнам со Мицко да му кажам како дапрел, што дапрел. Видете, господине, сите ние со политичарите ќе се сретниме на денот на изборите. Тогаш и ние и политичарите, односно ние гласачите, ние граѓаните и политичарите сме еднакви на денот на изборите. И тогаш ќе се сретниме и ќе му ја кажеме пораката. Ако сакаме да дадеме полномошно. Тоа е исто како вие, кога имате некој правен интерес, имотен интерес, ќе му дадете полномошно на адвокат и вие ќе го изберете адвокатот. Ако не го изберете адвокатот, да му дадете власт, да не му дадете полномошно, тогаш некој друг ќе ви ги превземе вашите правни интереси, некој друг ќе го превземе вашиот имот и не можете никој друг да окривувате. И дали е еднопартиска државата или повеќе партиска, сите партии си назначуваат своји луѓе насекаде, дали во администрацијата, дали во суд, така било и во еднопартискиот систем, и во повеќе партискиот. Затоа што мора да има одговорност некој за нешто што се случува. Не може никој да е одговорен. Ако е партија, таа ќе си одговара, не може друг да одговара. Так, да, ви благодарам, ве поздравувам со тоа што ете ова околу определеноста, би рекол дека она партиската определеност е јасна и во начинот на комуникацијата, да речеме, помеѓу партиите. А она што би требало да биде, барем ете во овие дискусии, особено ете и кај нив, но за жал го нема, да ја имаме таа
критичка определеност, не партиска. Затоа и она што го спомнав во првиот дел од емисијата, токму околу тоа што дали функционира, не функционира, што треба да се направи и така натаму. И разликата е токму во тоа, кога ќе ги погледнете соопштенијата. Овие не знаат што прават, овие се дават во криминал, овие се вакви, оние се како еден на друг. Мислам, како одат соопштенијата меѓусебни. И вие гледате дека тоа се јасно, па партиски соопштенија се. Не би требало да е така, би требало да се и води сметка и за изборот и на речникот и рафинираноста и така натаму дефинитивно. Но јасно е, тука се гледа тој партиски костур. Критичката определеност е да е човек критички поставен независно од партиската. А тоа е да ќе му го помести фокусот, односно ќе го фокусира, ќе го зголеми на состојбите, а не на партиите. И затоа наместо да се занимава со овој, со оној, како изгледа и не знам како што зборува или партијата и така натаму, ќе се занимава со состојбите. И тоа ќе бидат аргументите, тезите, односно ќе биде критички определен. Ќе дојде во медиумот, па ќе кажа, ваква ви е опремата, чекајте, зарем немате понов модел или имате ваков, софтверот ви е таков. Вие гледате, значи, зналец кој очекува подобрување некој. Не можам ја светлото вакво не ви е добро, треба да ставите такво. Камера требате ваква. Тоа е таа критичка определеност. А техниката ќе му објасни тогаш. Не, ова е најнов модел, гледате, стварно, ајде да пробаме, добро функционира. А партискиот ќе дојде и ќе почне, вие не знаете ништо, ти си неспособен, снимателот е вако, види го тонецот за ништо не го бива, водителот што е, се давите во криминал, се гушите во ова, тие возвраќаат после, вие сте изгубени во својата шизофренија и така натаму. Тоа е тоа, значи, општествено-политичките состојби треба да бидат предмет на критика. Односно, тоа е таа критичка определеност. Под критика значи и позитивна и негативна. Критика не значи нужно негативно да биде. Туку еве добро направи денеска утринава видов, барем од она што ги видов снимките, управниот оној дел за документи лични и така натаму на МВР реновиран, како и да е, особено ако е така како што изгледа, а се е подобро од она што изгледаше, е неспоредливо, полошо, мислам дека не може да биде. Така да, во таа смисла критички, не значи негативно. Видовте ли, обновено е тоа, направено е. А друго, гледајте го оној нешто направил тој што косата му е таква и ова. Така да, таа критичка определеност е битна, независно дури дали имате партиски, што кажа гледачот, па имате гости партиски. Да, има партиски, но вие критички бидете определени кон нив. Не заземајте страна, ниту нивна, ниту друга. Повелете, добар ден. Здраво Исо. Здраво, повелете. Поздрав до тебе. Благодарам, поздрав. И многу поздрав до сограѓанинот, многу пати уреден во неговите говори. Аха. Сега што е најбитно. Како што е поништена одлуката да има застарување на поборувањето од злосторничките одлуки, нормалните, да речем, злосторници работени како суди, значи, грото се такви одлуки, нарачани или платени, или по наредба. Има нормални одлуки кога ситно тужбено поборување, тужената страна не сообраќа или не е некој фактор и се носи, демек се покрива. И да нема никакво застарување, како за долговите, за ништо да нема застарување. За ништо, додека не се воспостави нормален суд. И како ќе се воспостави нормален суд? Сите ние, кои сме буквално испокрадени од злосторниците, нивни нарачени злосторнички одлуки, и поддршка од сите други, кои реално должат, ама му наметнуваат од 10.000 долг, 100 и 200.000 да плати. Или од 20 денари, уште во почетокот во растурањето на Југославија, после растурањето, тие банки кои обстанаа, се префрлија во други банки некои ситни поверувања, тие по години не застареле, замисли, ама не знаат да се обратат, да се со контратужба многу граѓани. И сите треба да знаат, сите месечни уплати, 13-тиот месец застаруваат. Само данок не застарува.
Тоа е така на Запад. Так. И да ги фрлат, ама да се вратат или сами, ако го познават правото, или се вратат. Ама 90% адвокатите, 80%, се исто злосторници, злосторничко здружение со судиите. Како треба да најдат домаќин адвокат да го добијат делото. Или сами да си се борат. Так, да, ви благодарам, поздрав, повелете да се слушнеме. Повторно добар ден за следниот гледач. Повелете, да, се слушаме. Знаеш како, најлогички е, например, да се прашаме зошто некој пред истекот на мандат на власта, пред избори, ги форсирал тие мандати на судите. Зошто ги менувал баш тоа? 3 години, 5 години, 7, 9. Нешто имал некоја намена, значи. Бил на мака, сакал да прикрие некој криминал. Значи нема логика да си чист и да влегуваш во чист во друг мандат, ке речиш, ама се едно ми е кој е обвинител, кој е судија, кој е обвинител. Така? Ќе си терам таму, што ќе донеси судскиот совет или било како, или било кој да ги бира не, ако сум чист, многу ме гај. Значи нешто било расипано во сето тој. Инаку, зошто толку фама кревање околу избора на судскиот совет? Или сите закони си ги правил намерно, што 1991 година, сите закони се двосмислени, недоречени и на крајот не можеш во собранието што народот и тие 120 пратеници, ако не ти дале доверба, како член на судски совет, тоа значи народот македонски не ти дал доверба. И ти не може да го смениш, тоа биде многу ми е гајли. И сега не е како ќе правиме реформи натаму. Како ќе одиме понатаму? Дали, ако ги почнеме, ги внесеме бугарите, почнеме понатаму да преговараме, дали овие исти суди и обвинители, судски совет ќе останат во исти овој состав до крајот на нивниот мандат, уште 5, 7, 9 години. А Запад ти вели овие не вичина, 2% само вредат. Кај нас, а кај нив нула. И сега како ќе правиме ние? Ги стваравме бугарите во уставо, меѓутоа не можеме да ги смениме во судскиот совет, кој што и внатре и надвор велат не се борат. Како да правиме сега? Зошто некој пред ова сето ги внесе внатре? Ајде. Ви благодарам, ве поздравам, но и уште дополнително прашање. Велите да, а како сега да се сменат, да останат до крајот на мандатот? А како да останат, ако им се утврдени бројни неправилности? Еве да речеме овие кои вие, барем некои од нив кои ги спомнавте. Ако се потврда дека се такви, или се едно, процентот на доверба, или корумпираност, или влијание врз судството, нефункционирањето, не знам, застарување на предмети, на крајот од краиштата, само неефикасност. Како потоа? Па не, јас си терам понатаму. Ба не може. Мислам, зарем нема и премногу, и повеќе од доволно, премногу причини за да се направат промени. Не може некој не само да не работи, туку и штетно да работи, и уште да работи, и понатаму. И му терал мандатот, не може да биде сменет. Па каде може тоа? Ете, да слушнат, работниците, сите да отидат, да се вработат, некаде уште и штетно да работат, да раскрчмуваат од фирмата, и тоа е директно од државата. Да се забошотува, значи фиоки и така натаму, и при тоа, готово, јас сум си на неопределено, сега до пензија никој не ме трга. А и потоа, затоа што и во пензија не одат. Така и тоа е прашањето, а како, зарем не се подразбира дека треба да бидат сменети ако се утврдени неправилностите? Дури и ако нема ефект на што зборуваме за доверба. Не можете, гледате, оставка даваат, дали е партија, дали било што, дали се едно промени се прават, реконструкција на влада, промени во медиум. Немаш ништо што емисијата, никој не ти се јавува. Што да правиме? Ќе те смениме. Аба не, јас мандат неопределено. Ти не си направил ништо, не те бива, нема, никој не се јавува. Ќе те сменат веднаш. Не, сега јас во пензија, па тогаш. Значи, тоа е клучното прашање. Не може туку такање доверба 2%, тие велат, никој од нив, не дали верува, не знам, но го тврдат спротивното. Генерално, дури и адвокати. Обвинители, поранешна председателка на судски совет и така. Довербата е многу поголема. Дури повеќе од 10 пати, од 20% нагоре. Веруваат ли во тоа или не, не знам, но како и да е така,
се едно, значи нешто не е во ред, она што зборувам, бројчаникот и така натаму, но не наназад. Неисправно е нешто, треба да се сменат деловите, да се поправи, да почне да работи. А не што, нека останат, па да видиме сега, да работи понатаму. Па не работи со тие со таков состав. Или дури штетно работи. Повелете, добар ден. Добар ден, господин Исо. Почит, да, добар ден, ве слушам, повелете. Почит и кон вас. Ви Господин Исо, јас мислам дека судскиот совет треба да се смени. А се виде дека јас не разбирам многу од правото, но се виде дошегашната ситуација каква е и мислам дека е иницијативата за смена на судскиот совет не е лошо. Ако не за друго, барем ќе се плашат новите сути од превземањата што ги прави владата, што се однесува до сериозните недостатоци во праксата, дали ќе се надминат, да. Мислам во известен степен тие недостатоци ќе се надминуваат. Не од друго нешто, како што реков туку од страв. Сега тука сакам да додам една мала работа во смисол на реплика од темата. Да, повелете. Господин Исо, видите, за мене најтрагични фигури се од нас, уговорниците, како што е тандемот Битола Преспа. Тандемот. Зошто се најтрагични фигури? Заради тоа што осудуваат југословенскиот режим, а не се свесни дека се жртви и дека се фактички на некој жртви, како што беше оне Штоколмскиот синдром. И кога го потребуваат зборот ВМРО со таква смелост, храброст, воскит, еуфорија, тоа е исто и го спојуваат со античкиот македонизам, значи ВМРО и античкиот македонизам, тоа е исто како Доналд Трамп... Нека поентира гледачот. Да, слушам. Да се повика на индијанците во Америка. Така мислам. На бик кој седи. Исто е така. Бикот кој седи. Добро, да, ви благодарам, поздрав. Или ете, добро, староседелците. Всушност, да, сите други се дојденци. За во сад, особено, кога станува збор. А мислам и во контекст на тоа историјата и слично, затоа што, гледате, дотаму е дојдено, за жал. И ние тука, ние на овие простори, ние сме први, овој дошол порано, ние од кога сме дојдени и така натаму и се базира, значи, правото се базира врз основа на тоа кој прв дошол и поголемо и уживање права и така натаму, а одиме во насока како неу изедначување едно општество за сите и така натаму, па затоа ете и се знае, особено сега и сад, кога и ова што се случува и во Лос Анџелес и така натаму, како реакција токму за кон, односно против мигрантите и депортацијата, односно укинувањето и на правото да се студира за сите странци, односно за сите дојденци, дека всушност сите се дојденци, тие кои ги депортираат, всушност се дојденци. Староседелците се, да, индијанците. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете. Ало? Добар ден, ве слушам, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, да, ве слушам. Абе, Исо, види вака. Аха, кажете. Џаба е и Тошковски, и Мицковски, што ги фаќаат, што ги ловат овие апашите. А еве Крмзов сега, не се 90 милиона. Тие треба да се помножат уште 10 пати по 90. Има уште криминали, но нека ги откријат и ќе ги откријат. Има човек кој што ги знае, го избркаа од полиција, а треба да го донесе тој да му докаже уште работи што краде Зоран Заев и Спасовски кој што е сега во парламентот. Значи учесник е и Спасовски. Главниот е и Спасовски. Оливер Спасовски од Куманово е главниот режисер за кражбата и Зоран Заев. И Вице Заев и Крмзов.
Тие се главните. Тоа се милиони. Ова 90 што ги говорат, тоа е ситна работа, 90 милиона евра. Тоа да е за мене, тоа ја ќе ги пуштам. Проблем не му правам. И сега џаба Мицковски со Тошковски, јас се додека не видам судија во затвор, во Шутка, во Идризово, не верувам во правда и во никој премиер. Значи, само судија во затвор. Не еден. Барем од Македонија, едно 150 суди вака да има ни затвор, да бидат пуштени низ затворениците, не во посебни апартмани. Со тие затвореници заедно што украле 5 чебапчиња, со нив таму да видат како се живее во затвор. А вака ние џаба си говориме. Крмзов ќе му фрасне таму 10 милиона евра со Зоран Заев и Спасовски и се ќе биде завршено. Тука е правата. Значи, суди затворени и јавни. Благодарам ве, поздравувам, но добро, затоа е битно навистина и тоа како добро организиран судски совет, закони, одговорни луѓе со високи морални квалитети на клучни позиции, обвинителство, гонење на организиран криминал, корупција и така натаму. Повелете, добар ден. Искам да се доискажав, многу битно е. Аха, кажете, да. Со донесување на нов закон, а тоа е најбитно, но не е застареност на ништо, додека не се постави нормален суд и во истојот закон укинување на имунитетот додека не се случи нормален суд како во европските земји. Да не бе, ова Америка што е брз на суд. И кога ќе се случи тоа, ревизија на сите дефекти контра правото, договорени и платени или на било кој начин, или под закана, и ретроактивно на све наназад, од 95-та, 95-та дефектната приватизација, кога уништија со монструозно украдените пари. Да не ги речем газети, не се газети, се монструми. Како живеат, не знам. А живеат народот е под захана ностоп, се плаши од суд, од све се плаши. Ево, јас не сум од тие што се плаши, влегов во суд, ама ангажирав адвокат на судија во апелација, неговата мајка и земјаци по потекло. Не мислев ни насам дека, инако немаше да влезам во суд. Не сам, не со 5 адвокати, дека син на судија во апелација. А тој ти бил најголем злосторник. Проформа адвокат, провлечен покрај неговата мајка. Сите рочиште аз ги водев. Тој само се појави, ја сигурен дека син на судија во апелација ќе се добие правото. Ќе се издействува нормално. Првична пресуда добиена и преиначена од злосторниците во апелациониот суд. Таму се најголемите, а поддржувачи се голем број адвокати и во основните судови. Како ќе работат инако? А не сум дошол да дадам мислење за обвинителството, а обвинителството, мислам, не е клучот. Во Запад е независна судската власт. А за да стане независна, овие... Так, благодарам. Поздрав, повелете. Добар ден. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Добар ден, кого имаме? Добар ден. Се слушаме ли со некого? Повелете. Добар ден. Да, добар ден, ве поздравам. Благодарам. Молам. Па... Да. Вака. Дали со новиот закон ќе се дојде до основа за подобрување на правосудството? Така беше најавувано дека треба да се смени тој фамозен закон, од кој што многумина политичари си ги спасија и имотот и главите, а најмногу од ДПМН, иако се гласноговорници. И сега имаме тука 40 препораки од Европска унија треба да се внесат во новиот закон. Да. А да збориме значи за правосудството, а не да збориме за пеколот или за нешто друго, затоа што ваквите емисии нема тема. Ја не сум видела во ваква емисија тема да има за данце да збориме. Ни за чистилиште, ни за пекол, затоа некој друг треба да каже. Инаку многумина од нас на земјава се за во пеколот,
може би голем процент на глобално ниво, не само на Балканот. Ама тоа не е тема на оваа емисија, па ни една друга. Ма јасно, ние на овој свет чистилиштето овде е затворот, институциите и така натаму. Дали функционира тоа? Така, сега ние треба да примениме законот, меѓутоа треба да промениме и свеста и на политичарите, и на судиите, и на сите луѓе во правосудството. Ако свеста не ја промениме и ако подлегнуваме под притисоци, без разлика од која страна доаѓа, дали од партија, дали од некоја роднина, дали од не знам од каде, не може да функционира правосудството. Не знам каков закон да донесеме. Значи мора да се држиме според законот, а не според чувствата. Впрочем и политиката така треба да ја водиме. На политички план, а не според чувства и желби на некого. Ако се работи според закон, според... Јасно, или волја. Тоа што им е омилено и најчесто кога не функционираат работите. Не оди, треба политичка волја. Тоа е објаснување за се и станува јасно тогаш. Како да се добре дојдени на работна акција, онака се нафатиле, ние тоа ќе го направиме доброволно, без никаков надомест, про боно, но оставете некога ќе имаме политичка волја, не може тоа така. А не дека не може човек да погледне ништо друго кога се тие кампањи нивни колку се препорачуваат за да бидат гласани за дополнително сите тие придобивки и плати да ги земат и потоа им недостасува и волја и чувство и така натаму. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Поздрав, почитуван водител. Почитно вас, повелете. Дали знаете каде е центарот на Македонија? Дали знаете оти рибата не јаде на треска? Се истите. Видите, све е исто, само njega нема. Судството беше полошо во Југославија од сега. Кои го пишуваат законите во Југославија и сега? За економија Узунов и таки 50-50. За право Камбоски, Давидковски. Па сите тие пишуваат. И сега велат треба учени. Па најучени се професорите на правни факултети и на економски. Па види додека не доведоа. Ја предлагав албанскиот договор со Грција што го направија и кај нас со Бугарија да го направиме. Љупчо Ѓорѓиевски и Зоран Заев да бидат уапсени и да се спогодиме со Бугаријето, они да пуштат да ни пуштат блокадата, а ние да ви ослободиме од затвор. Сега предлагам спас на Македонија. Едино курсистите што ви се јавува на вашата емисија и на сите емисии, на сите телевизии, се истите се. Попот другово, па Обелјан, па Радишани, па Рибарот, па Диме, експертот и така натаму. Они да формираа влада. Тога ќе има спас за Македонија. Оти се знаат, бре, брате. Ама нема економија. Сега школо немаат. Ама ние видовме оти со школа највисоко и ништо од нив нема. Правени факултети, професорите од економскиот правени управистија државата. Сега тие курсисти, некој има 8 деление, некој 4, ама не е битно. Паметни се да формираат влада и да ја спасат Македонија. Јас исто така немам школо, ама не се пријавам во нивната влада, пошто не сум толку способен за да работам со нив. Ви благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Имаме ли време или сме на крајот? Да, на крајот сме. Но велите тие да формираат влада и што би без нив. Прво и тоа како битни се сите, битни затоа што не би знаеле многу работи, дефинитивно, ниту ете, помеѓу другото и дали гриза рибата или не, и каде е центарот и така натаму. И тоа си го знае секој. Тоа да формираат влада, зошто ја формираат? Тоа што го знаат и го кажуваат тука. А оние кои ја формирале владата и кои не уверувале дека најдобро ќе направат, не прават ништо 30 години. Ни судии, ни ништо. Ни сите други институции. Така да секој си го прави своето и го работи своето. И ние нашето одлично го работиме тука, вклучително и со вас. Затоа и сме тука. Објективно и сечи глас да се слушне.
И нема што да бараме нешто што не ни е работа, а тие што им е работа треба да испорачаат својата обврска, така да, освен што знаеме каде е центарот на Македонија и рибата на треска, останува нејасно дали многу работи ќе станат подобри во Македонија, вклучително и правосудството со овој нов закон. Тоа е тоа, тие кои ја имаат таа обврска да ги направат своите работи, и ако знаат колку што знаеме и ние тука, секој за своето, рајот ќе ни биде тука. На вистина, а за таму, нека мисли таму, секако тој што треба да мисли. Ви посакувам пријатно попладне и благодарам за учеството и за вниманието. Довидување.